Уште едно убаво неделно утро се дружиме заедно во следните 30 на минути со најновите содржини од урбаниот свет. А што поточно ние овој пат подготвивме за вас, дознавате од краткиот преглед на денешното издание. Во новиот Урбан блок зборуваме на тема видови импланти, кога на вашиот организам му е потребен детокс и ве носиме на најубавите божикни маркети. Останете тука, по рекламите почнува новиот Урбан блок. Неколку пати досега имаме зборувано за тоа дека оралното здравје е важен фактор за нашето целокупно здравје, како и за фактот дека најсоодветен начин за да ги надополните изгубените заби се секако имплантите. Но кои видови на импланти постојат? Ви откриваме во следните неколку минути низ едукативен разговор со нашите стручни соработници. Еве што велат тие. Доколку имате изгубено еден или повеќе заби, веројатно се прашувате какви се можностите за нивно надокнадување на наједноставен и најквалитетен начин. Сигурно сте слушнале за забни импланти, кои представуваат најдобро решение за замена на забите кои недостасуваат и може да се каже дека доведоа до вистинска револуција во стоматологијата. Ние на оваа тема веќе зборувавме, но постојат и видови импланти. За нив зборува доктор Ивица Лукановски во продолжение. Основачот на имплантологијата, професор Бране Марк, кажал дека ни еден пациент не заслужува да умре со забите во чаша. Во денешно време, имплантолошката постапка, да речеме, доста поедноставена, за разлика од пред 20 или 30 години, така да секој изгубен заб веќе треба да го надополниме. Во смисла на штедење на соседните забни структури, односно штедењето на два соседни заба, најдобра опција за губењето на забот е поставувањето на имплант. Меѓутоа, за жал, се повеќе од некои причини се среќаваме со пациенти на кои што им фалат повеќе заби во една иста регија, заби во фронтот, заби во бочната регија, дури цели без заби вилици, кои што треба некако да ги надополним. Поставувањето на импланти е различно кога имаме поставување на еден имплант, поставување на импланти 2 или 3 во бочна регија или пак поставување на целата конструкција All-on-X 4 или 6 импланти на цела беззаба вилица. За подготовката веќе кажував како оди припремата на поставувањето на самата имплантолошка постапка, односно однапред утврдено каде точно ќе не бидат поставени имплантите. Сега, кога имаме поставување на импланти за еден заб, треба да одредиме во која регија, значи, ќе биде поставена, треба да одредиме точната позиција каде ќе биде поставен забот, да ги испланираме неговата мекоткивна структура, поготово за заби кои што се во предна регија, каде што немаме компромис, да испланираме дали ќе биде потребно поставување на мекоткивни графтови, односно изедначување на таа гингивална линија или розева естетика, да постигнеме со самата коронка, како и дали ќе имаме потреба од дополнително аугментирање на вештачка коска. За поставувањето во бочната регија треба многу да се внимава на структурите кои што се анатомските структури, кои што во горната вилица ни представува синусот, палатиналната артерија, канинската артерија и така натаму, значи и подот на носот, значи да не повредиме некоја од овие структури, треба точно да измериме должината на самиот имплант, односно доколку има потреба да направиме подигање на претходно на синусот, за да се добие доволно простор за да се постави имплантот. Денеска постојат и други техники на поставување на импланти, кои што избегнуваат било какво оптоварување на било какво дополнително припрема на пациентот, односно поставувањето на имплантот во цврстиот дел од коската, каде што се оди со палатинален пристап, супназални импланти, зигома импланти, дури и кај пациенти кои што имаат најтешки услови за поставувањето на импланти. Може да поминеме кон поставувањето кон постапката за поставување All-on-X, односно да видиме, да утврдиме дали кај пациентот ќе бидат потребни 4 импланти или ќе бидат потребни 6 импланти за поставување на целата конструкција во целата вилица. Сега,
какви ќе бидат конструкциите. Однапред договараме за финансиската можност и за условите кои што се кај пациентот, како и неговите барања за естетика. Многу пациенти знаат да ги направат, да ги поставиме имплантите, па отпосле да дојдат со барања, сакам да ми се забите да ми бидат вакви, такви, покрупни, поситни, сакам порцелански, сакам циркониумски. Значи сето тоа треба да го договориме однапред со пациентот. Со што ние ќе знаеме уште во самото поставување на имплантите со каква протетска конструкција ќе настапиме. Во планирањето на овој дел најбитно е да видиме дали ќе одиме и со конструкција која ќе оди на штрафење, која ја работиме во 90% од случаевите, или пак конструкцијата ќе биде цементирачка. Вториот дел е дали ќе биде на протеза која ќе биде фиксирана на тие импланти, или пак ќе биде една мостовска конструкција која што ќе биде заштрафена на самите импланти. Или третата опција, кај што ќе биде комбиниран дел на фиксна протетска конструкција и еден мобилен дел кој што е подвижен во бочната регија. Сето ова ни укажува на моментот на имплантирањето, правецот, позицијата на поставувањето на имплантот и планирањето за идната протетска конструкција. Сега, што ни значи постапката All-on-X? All-on-X ни значи постапка каде што ставаме одреден број на импланти во една вилица. Тие може да бидат најчесто 4 или 6, може да бидат и повеќе од тој број, се во зависност какви импланти ќе употребиме. Кај пациенти кои што имаат доста тенка коска, каде што условите се многу, да речам, неприфатливи за имплантирање, сепак сакаме да имплантираме, тогаш ставаме поголем број на потенки импланти, кои што ќе бидат даваат една поголема стабилност на самата коска и најчесто се оди со анкерирање во кортикалните делови од коскената структура на вилиците. Каде што имаме случај, каде имаме дебела, масивна, цврста, густа коска, доволни се да се постават и 4 импланти за да добиеме целосна коскена структура. Идеални услови за поставување на протетска конструкција на цела вилица е поставување на 6 импланти. Зошто? Зашто ќе имаме доволно место да се постават на позиција на 6, 4, 2, од другата страна 2, 4 и 6, каде што нема да имаме слободни кантиливери ги нарекуваме, односно слободни седла, кои што понатаму ќе го оптоваруваат завод и ќе предизвикуваат проблеми на таа протетска конструкција, а воедно и воспаление на самите импланти, односно периимплантити. Нашиот организам е нашиот одбранбен механизам за кого треба да се грижиме соодветно низ текот на целата година. А зошто ни е потребен детокс и како да го направите тоа? Ви откриваат нашите стручни соработници во следните неколку минути. Токсините може да се дефинираат како било која супстанца која може да предизвика промени во организмот, кои предизвикуваат штетни ефекти. Детоксот на организмот представува одстранување на тие штетни материи, односно токсини од нашето тело. Повеќе на оваа тема ние денес зборуваме со нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика во продолжение. Детокс представува процес при кој што се чистиме од сите отрови кои што сме ги внеле од надворешната средина пред се, меѓутоа и дел од тие кои што ги создава самиот организам во текот на својот метаболизам. Виновници има повеќе, така што еве ќе започна првено од ментална интоксикација што ни се случува на сите, посебно изразена во овие последните 20 на години. Ние живееме во едно општество каде секој ден сме оптоварени со еден куп информации кои што предизвикуваат стресогени ситуации и така натаму, кои што секако дека делуваат на процеси на ментална интоксикација. Второто е тоа што ни се случува од надворешната средина. Живееме, посебно ние што живееме во поголемите градови, обкружени со бројни надворешни отрови. Сите некако секој ден гледаме во тие нашите апликации да ни покажат колку е загаден воздухот. Дел од тие отровни материи може да ги измериме преку овие апликации, меѓутоа постојат и голем број на отрови кои што ги внесуваме, а не сме свесни.
тука пред себе кажал за отровите што ги внесуваме со храната. Скоро сите јадеме храна која што е произведена во процеси во кои што се даваат многу отровни материи, кои што од една страна служат за продолжување на рокот на храната, од друга за добивање на сите тие убави вештачки бои што ги содржат. Сето ова за организмот представува една надворешна интоксикација. И на крајот, во текот на метаболните процеси кои што настануваат во самиот организам, се создаваат отрови кои што во главно ги спрламе преку бубрезите, жолчните патишта, еден мал дел и преку дишните патишта. Она што сите особено не интересира е како можеме да препознаеме дека на нашиот организам му е потребен детокс. Одговорот го имаат нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика во продолжение. Значи, диагнозата за поставување дека еден организам е детоксициран е комплексна, со оглед дека најчесто симптомите кои што се јавуваат веќе кога навистина е предозиран организмот со сите овие отрови. Постојат голем дел од испитувања кои што ги користим традиционалната медицина, а ние овде применуваме еден универзален метод, тоа е со мерење на електронските потенцијали кои што настануваат, каде што за релативно кратко време, во неколку минути, може да ја видиме состојбата на интоксицираност на секој наш организмот, почнувајќи од мозокот, до таа ментална интоксикација за која што зборов, па до поединечни органи и до целата циркулација. И што потоа? Откако ќе дознаеме дека нашиот организам има потреба од детокс, каква е процедурата подоцна? Па голем дел од населението веќе применува разни детоксикациони методи, како разни чаеви кои што се користат како разни суплементи. Ние овде идеме на еден малку пософистициран и помодерен начин, тоа е содавање на потенцијали кои што делуваат токму на тие таргет клетки, при кои што настанува чистење на тие рецептори кои што всушност не се предозирани со сите овие отрови. Со делување токму на тие рецептори ние фактички вршиме една многу поприродна детоксикација на самиот организам. Ке резимираме со стручните совети од нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика. Еве ги советите. Први основен совет, пите што повеќе вода. Ние во денешно време некако забораваме, секој ден ни започнува денот со кафе, а треба да ни започне минимум со 2 децилитри вода. Значи тоа би биле тие основни совети. Второ, пазете колку што можете на исхраната што ја консумирате. Секогаш прочитајте ги упатствата во кои што секоја со ситни букви се наведени сите тие отрови кои што фактички ја даваат трајноста и вкусноста на храната. Не може да се избегнуваат сите овие материи, меѓутоа тоа се тие некои основни препораки на кои што треба да се држи населението и секако еден од добрите детокси е здрав сон. Минимум 6 до 7 часа. А за сите љубители на прекрасните зимски патувања, во следните неколку минути низ кратки видеопрошетки ве водиме во најубавите божикни маркети низ Европа. Секоја зима, европските градови се трансформираат во сцени од бајките, под сјајот на светлата, мирисот на варено вино и цимет во воздухот. Божикните пазари, кои од оваа година можете да ги посетите и специјалниот божикен воз од Рим до Минхен, станаа многу повеќе од место за купување сувенири. Тие се символ на топлина, заедништво и радост. Имено од година в година, се повеќе туристи избираат да го разбудат празничниот дух токму шетајќи меѓу дрвените куќички, со звуците на божикните песни и шолја топол пијалок врака. Доколку планирате патување оваа зима, во продолжение ви откриваме едни од најубавите божикни маркети во Европа, кои вредат да се посетат. Ако некогаш сте биле на божикен пазар, тогаш знаете дека тие целосно ја исполнуваат својата улога. Тоа ја создава сета таа еуфорија долго пред да започнат вистинските празници. А ако немавте толку среќа, во продолжение ви носиме водич за некои од божикните пазари кои треба да се најдат на вашата листа на задолжителни патувања. Виенскиот божикен пазар пред градското собрание е еден од најстарите и најпознатите во Европа. Традицијата подолго од 700 години носи совршена комбинација на елеганција и празнична магија.
Мирисот на печени костени, лизгалиштето и романтичното осветлување го прават незаборавно искуство. Тоа е особено магична вечер, кога пред плоштадот Ратаусплац се палат илјадници светла, целата атмосфера цветка како од бајка. Следниот на листата е Прага во Чешка. Стариот градски плоштад во Прага изгледа како жива разгледница во текот на декември. Огромна елка, традиционални чешки колачи и хорови кои пеат божикни песни, создаваат топла семејна атмосфера. Уживајте во траделник, сладка торта со цимет, додека го гледате звездиното небо над катедралата Свети Тихон. Колмар е град кој изгледа како да е снимен на корица од детска сликовница. Станува збор за град од бајките на истокот од Франција, кој никој не остава рамнодушен. Секој ќоше во градот е украсено и невозможно е да не се почувствува празничната еуфорија. Учествувајте во божикниот лов на богатство овде со вашите малечки. Пробајте познати француски специјалитети: тенџере со вкусна чорба, остриги, гевреци и бројни сладки. Страсбург гордо ја носи титулата Божикен главен град на Европа. Незиниот пазар датира од 1570 година, а целиот град зрачи со антички шарм. Дрвените куќи расфрлани низ историскиот центар нудат ракотворби, деликатеси и совршени подароци за најблиските. Страсбург е место каде традицијата и романтиката живеат во совршена хармонија. Нирнберг, Германија. Еден од најпознатите божикни пазари во светот. Препознатлив по својот традиционален карактер. Мирисот на ѓумбир, колбаси и варено вино ги исполнува улиците, а главна атракција е доаѓањето на Кристкинд, ангелска фигура која символично го отвара настанот. Овој пазар е идеален за оние кои сакаат автентичен германски празничен дух. Во срцето на историскиот плоштад во Краков, во Полска, божикниот пазар зрачи со автентичен шарм на стариот континент. Обкружен со готски градби и празнично украсени тезги, овој саем нуди топла атмосфера со мирис на цимет и варено вино. Посетителите можат да уживаат во традиционалните полски специјалитети, рачно изработени украси и изведби на локалните хорови. За време на празниците, Краков изгледа како нешто директно од бајките. Идеална дестинација за секој што ја сака вистинската божикна магија. Во паркот Тиволи Гарденс во Копенхаген, Данска, божикниот пазар ја претвара секоја бајка во реалност. Светилки, ледени статуи и мирис на цимет создаваат магична атмосфера која плени и кај децата и кај возрастните. Данската верзија дава чувство на топлина и мир и е присутна овде во секој чекор. Плоштадот во Росмарти во Будимпешта, Унгарија, е домаќин на еден од најубавите и најдобро организирани пазари во овој дел од Европа. Топло чоколадо, рачно изработени украси и локални специјалитети како гулаш и куртош го прават совршена дестинација за одмор за викенд. Вечерното светлосно шоу во базиликата Свети Стефан е вистински спектакл кој не смеете да го пропуштите. И во последните години Загреб се истакна со својата разновидна програма и лесно може да им парира на европските престолнини со многу подолга традиција, каде божикните маркети се одржуваат со векови. Звездата на загребското доаѓање е лизгалиштето на плоштадот Крал Томислав, во кое семејствата уживаат во текот на декември. Покрај тоа има уште 20 други локации низ градот кои можете да ги посетите и да уживате во програмата, вкусните специјалитети и да купите рачно изработени сувенири. Не ја пропуштајте можноста да ги посетите исклучително интересните музеи на нарушени врски и музејот на Мамурлукот, каде што сигурно многу ќе се забавувате. Велат дека што еднаш ќе ги пробате холандските стоп вафли, никогаш повеќе нема да посакате да пробате друг тип на вафли. Овој неодолив десерт за многумина представува врв на кулинарските деликатеси, а посетата на Холандија не може да пројде без дегустација на еден од најпознатите рецепти. Секако ако немате можност да ја посетите Холандија, тогаш можете сами да си ги направите овие вкусни вафли и да ја доближите холандската кујна поблиску до вашиот дом. Потребни состојки за подготовка на овој десерт се: 500 грама брашно, 250 грама стопен путер, 150 грама шеќер, 2 кесички сув квасец, 60 мл топло млеко, 1 јајце, половина шолја мед, 200 грама кафеав шеќер,
50 грама путер и една лажичка цимет. А еве и како треба да го подготвите. Во голем пластичен сад помешајте ги брашното, стопениот путер, сувиот квасец, шеќерот, млекото и јајцето. Кога тестото ќе стане прегусто за мешање, ставете ја смесата на рамна површина и продолжете да го месите тестото. Оставете го настрана да отстои 45 минути. За тоа време вие можете да го подготвувате филот. Во мало тенџере загрејте го медот и кафениот шеќер, 50 грама путер ициметот. На средна температура полека загревајте ја смесата и кога состојките ќе се соединат, тргнете го тенџерето од оган и оставете да се излади смесата. Во апарат за вафли или тостер со калапи ставете го тестото и печете додека не добие златно-жолтеникава боја. Потребни ќе ви бидат од прилика 20 на минути. Извадете ги од тостерот и премачкајте ги со филот. Оставете ги малку да се оладат и уживајте во нив. Добар апетит! Со ова го завршуваме нашето денешно 30-минутно дружење и сигурни сме дека и овој пат останавте со нас до самиот крај. Доколку не пропуштивте, можете да го погледнете репризното издание во сабота или пак да го посетите нашиот YouTube канал. Ние се гледаме повторно следната недела на исто место во исто време. А до тогаш не заборавајте да бидете урбани.